Денеска сме во градскиот парк Лупчо Шкартов. После долго време градскиот парк доби нов лик, односно комплетна реконструкција инвестирана од општина Кавадарци. Реконструкцијата се состоеше од комплетна подземна водоинсталација за наводнување на самиот парк. Направивме бунар со систем за собствено водоснабдување на градскиот парк, така да еден голем дел за делот на заштитата на вода од системот Лукар. Исто така комплетно се ретилизира целата површина на градскиот парк во делот на зеленило, во делот на грмушки. Старите дрвја се отстранија и се насадија нови дрвја, каде што поточно ќе ни објасни после струčниот дел од општина Кавадарци. Исто така се направи комплетно осветлување на градскиот парк и се стави и видеонадзор на комплетниот градски парк, кој што опет е и спомен културници. Така да сега нашите граѓани можат паркот да го користат и денски, меѓутоа безбедно и навечер, каде што комплетно осветлено и може да рекреираат и во овие, да кажеме, мигови кога немаме баш многу можности кај да движиме, да буквално тука се релаксираат и се рекреираат. Наше преостанува заедно со јавното предпријатие Комуналец да теколно го одржуваме градскиот парк и си земеме за обврска да ова што го гледаме сега прерасне само во една поубава средина и градина во делот на градски парк Кавадарци. Тука морам да спомнам дека целокупната инвестиција на општина Кавадарци, со сето она што го кажав претходно, е 6,5 милиона денари и имаме две донации од по 250.000 денари. Тоа се две компании, Кодекс компјутери и Дијана Маркети, кои што поседуваат имот непосредно до самиот градски парк. Уште еднаш благодарност до нив како донација и на сите кои што беа вклучени во ова прекрасна гледка тука, мој општинар, луѓето од животна средина и јавното предпријатие Комуналец. Завршивме со делумната реконструкција на парк планирана за оваа година. После 5,5 месеци се заврши сите активности и се посадија, како што ветивме на почетокот, 100 нови дрвни видови, различни, околу 1500 различни видови на грмушки, 2000 броја на цветни на цвечиња, односно 100 до 150 метри квадратни цветна површина. А изградивме и патеката што ја ветивме во почетокот со должина од 260 метри должни, односно 600 метри квадратни површина. До година продолжуваме со останатиот дел кој што не го довршивме ова година, односно што не беше планиран. Западниот дел на паркот кој што се движи на кај улицата Методија Џуновџиков. За таму се планирани нови средства, нови позиции, за тоа поопширно во наредниот период, односно наредната година.